За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење погачици со шунка, како главно јадење свечен ролат од мелено месо со сос од рен, за десерт лешник карамел. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите погачици со шунка. Во длабок сад го ставаме путерот. Го гмечиме со вилушка. Во садот го додаваме поголемиот дел од брашното. Потоа со рака ги мешаме брашното и путерот. Во садот го додаваме преостанатото брашно. Во садот со млекото пак го додаваме квасецот. Мешаме со рака додека квасецот се растопи. Ги кршиме и двете јајца. Жолчките ги додаваме во садот со брашното. Белките ги оставаме во сад настрана. Потоа во садот со брашното посолуваме. Го додаваме и млекото со квасецот. Со рака месиме тесто. Оставаме тестото да отстои 15 на минути. Во меѓувреме главицата кромит ситно ја сечкаме. Шунката пак ја сечкаме на коцки. Во тавата за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Мешаме со лажица за време на пржењето. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ја додаваме и сечканата шунка. Промешуваме.
Тавата со испржената шунка ја тргаме од оган. Во меѓувреме ја набршнуваме работната маса. На набршнетата маса го ставаме тестото. И тестото го набршнуваме. Со сукалка развлекуваме кора. Потоа со калап од кората вадиме тркалезни форми. Од половината од тркалезните форми со помал калап вадиме нови тркалезни форми. Со готварска четка поголемите тркалезни форми ги премачкуваме со вода. Врз секоја тркалезна форма нанесуваме по една прстенеста форма. Краевите на покачиците ги притискаме со вилушка за двата слоја да се залепат. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Потоа ги редиме погачиците во тавата. Со лажица влавнатините на погачиците ги полниме со филот од шунка. Потоа го кршиме преостанатото јајце и ја делиме белката од жолчката. Ја матиме жолчката со готварска четка. Во жолчката додаваме малку вода. Потоа со помош на готварската четка со жолчка ги премачкуваме погачиците. Тавата со погачиците ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. По половина час ја вадиме тавата од рерна. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Врз листовите зелена салата ставаме по еден лист црвена зелка. Потоа на чинијата скалесто ги редиме погачиците од шунка. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Замесете тесто од измечениот путер, посоленото брашно, 2 жолчки и млекото со растопениот квасец. Оставете да отстои 15 минути. Развлечете кора. Извадете по половина тркалезни форми и прстени. И со вода залепете ги прстените на формите. Наредете ги во тава. Нанесете фил од испржен кромид и шунка. Премачкајте со жолчка, испечете и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите свечен ролат од мелено месо со сос од рен. Кришките леп ги кинеме на парчиња и ги ставаме во длабок сад. Ги преливаме парчињата леп со млекото и ги гмечиме со рака. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Потоа ги сечкаме шампиньоните. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромитот ќе омекне во тавата, ги додаваме и сечканите шампиньони. Во садот со омекнатиот леп го додаваме меленото месо.
Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица. Содржината во тавата на оган ја посолуваме. Ја наросуваме со мелен црн пипер. Промешуваме. Откако течноста ќе испари, ја тргаме тавата од оган. Едно јајце кршиме, белката ја ставаме во сад настрана, а жолчката ја додаваме во тавата за пржење. Мешаме со лажица. Потоа макдоносот ситно го сечкаме и го додаваме во тавата. Тавата ја враќаме на оган и непрекинато мешајќи уште кратко време пропржуваме. Најлонската фолија ја намрсуваме со масло. Врз фолијата ја расплескуваме смесата од мелено месо. На средината на смесата од мелено месо го нанесуваме филот од шампињони. Со помош на фолијата виткаме ролат. Тавата за печење со готварска четка ја намрсуваме со масло. Со помош на фолијата го ставаме ролатот во тавата, при тоа отстранувајќи фолијата. Потоа со четка ролатот го премачкуваме со белка од јајце. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме сосот од рен. На ситната страна од рендето, во длабок сад ги рендаме киселите краставички. Макдоносот ситно го сечкаме и го додаваме во садот. Потоа во садот ги додаваме мајонезот и ренданиот рен. Нарасуваме мелен црн пипер, мешаме со лажица. Тавата со испечениот ролат ја вадиме од рерна. На двата краја на чинијата за сервирање скалесто редиме кругови варен компир. Ролатот го сечеме на парчиња. Парчињата ролат скалесто ги редиме на средината на чинијата за сервирање. Врз круговите компир украсуваме со гранчиња копар. Младите кромитчиња ги сечкаме на коси парчиња. По едно парче кромит нанесуваме до секое гранче копар. Со лажица врз парчињата ролат нанесуваме од сосот од рен. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Подгответе смеса од омекнатиот леп, меленото месо и зачини. Расплескајте ја на најлонска фолија. На средината нанесете испржен фил од сечкан кромит, шампињони и макдонос, зачини, едно јајце и една жолчка и свиткете ролат. Ставете го во тава за печење. Премачкајте го со белка, испечете и сечете го ролатот на парчиња. Сервирајте ги, украсете, нанесете го сосот од рендани краставички, сечкан макдонос, мајонез, мелен црн пипер и рендан рен. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите лешник карамел. Почнуваме со подготовка на првиот дел. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица. Ги додаваме маргаринот, и карамелите. Мешаме со лажица. Откако состојките ќе се растопат, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ги додаваме лешниците и мелените бисквити. Уште еднаш мешаме со лажицата додека смесата се соедини. Почнуваме со подготовка на вториот дел. Во тенџере на оган ги ставаме маргаринот, шеќерот и водата. Мешаме со лажица. Откако содржината ќе зоврие, го додаваме млекото во прав. Мешаме со жицата. Откако смесата ќе се соедини, го тргаме тенџерето од оган. Во тркалезна тава за печење, обложена со најлонска фолија, го нанесуваме првиот дел. Врз него го нанесуваме вториот дел. Тавата ја ставаме во замрзнувач. Тавата со изладениот и стегнат колач ја вадиме од замрзнувач. Колачот со фолијата го вадиме од тавата. Го сечеме на правоаголни парчиња. Ги редиме колачите на чинија за сервирање. Секој колач го украсуваме со по еден цел бадем. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 30 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Во тенџере на оган ставете ги шеќерот, јајцата, маргаринот и карамелите. Откако состојките ќе се растопат, тргнете од оган. Во првиот дел мешајте ги лешниците и бисквитите. Од маргаринот, шеќерот, водата и млекото во прав подгответе го вториот дел. Нанесете ги еден врз друг во калап, изладете и сечете го колачот на парчиња. Сервирајте и украсете. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте,
гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа, за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење салата од шампињони, како главно јадење маринирано свинско печење, за десерт торта мортус пијан матурант.